следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Господине Мемети, навредите и говорот на омраза се присутни во јавноста со години, особено на социјалните мрежи. По недојувањето датум од Европската Унија, мета на негативни коментари беа францускиот претседател Макрон и амбасадорот Тимоние. Дали говорот на омраза се вовлече станувајќи стил на живот, а никој не презема ништо? Прво би сакал да нагласам дека и како личност и како институција таа појава или говорот на омраза го осудуваме. Факт е дека кај нас говорот на омраза е се поприсутен. А од друга страна, лицата кои се жртви на таквите дела, затоа што тоа е дело, не успеваат да ги санираат нивните потреби. Ние како институција многу малку имаме представки од овој тип, затоа што ние го надгледуваме само јавниот сектор или го контролираме. Додека говорот на омраза најчесто се појавува во разни изјави во јавноста од поединци, од јавни личности, во разни електронски медиуми на кои ние немаме надлежност. Но сме имале неколку такви барања, најповеќе во делот на тоа што значи дека органите на прогон и покрај тоа што ја добиле пријавата не реагираат или бавно реагираат. Во таквите случаи ние сме барале органите на прогонот да ги забрзаат постапките за да истражат дали навистина тоа дело треба да се е дело и треба да се казнува. Но одговорно од позиција народен правобранител тврдам дека Македонија нема ефективни истраги против говорот на омраза. Дали досега некој одговарал за говор на омраза без оглед дали станува за јавна личност, политичар, новинар или обични луѓе? Ние немаме таков податок. Мислам дека нема таква пресуда некој да одговарал за говор на омраза. И можеме да констатираме како институција дека постои неказнивост на тие што шират говор на омраза и тоа е проблем, тоа е лошо за општеството. Во изминатите години пред избори фокусот на партиите повеќе беше ставен на меѓуетничката толеранција, а сега се чини дека во преден план се меѓупартиските препукувања. Дали препознавате говор на омраза во речникот на политичарите? Секако да. И често реагираме ние како институција на таквите говори, без разлика каде се случуваат, дали во медиумите или во институциите каде што делуваат политичарите. Земете го за пример собранието. Собраниската говорница најчесто се користи за навреди, меѓусебни навреди, за нетолеранција и така натаму. Има една појава кај нас дека местото на дебатите за напредок во општеството, местото на дебатите за поквалитетно образование, местото на дебатата за подобра култура, подобро здравство, подобра јавна администрација, судство е препуштено на дебатите, на политичките дебати со полно навреди и говор на омраза. Тоа е многу лошо за граѓаните. Граѓаните, мислам, повозрасните, загрижени се поради таквите појави, за разлика од младите. Повозрасните бараат и покрај тоа што немаат доволно пензија и така натаму, немаат квалитетни здравствени услуги, како да најбитно им е да не се караат политичарите. Интересни појави кои треба да се истражуваат и да се работи за да се сузбиваат таквите. Спомнавте дека се реагирале во однос на говорот во собранието. Можете ли да ни посочите конкретни примери и каков бил одговорот? Еве, во последно време се сеќавам на еден пратеник од политичката партија ВМРО. Имаше такво нешто на која ние реагиравме и баравме органите да постапат. Затоа што ние немаме мандат, ние како
сепак судството е тоа, органите на прогонот и судството се тие кои треба да ги истражуваат и да ги осудуваат, односно да донесат одлуки за таквите работи. Ние сме една институција која делува од најповеќе од стручениот морален аспект. Нас треба да не примаат. Загрижува фактот кога и меѓу ученици има говор на омраза и булинг, дали некој од родители на деца кои биле злоупотребувани на овој начин имаат реагирано кај вас? Да. Во овој дел сме имале и имаме доста представки од страна на родителите. Позачестени беа негде 2014-2015 година и поради барањето на родителите ние одлучивме да направиме поопсежно истрашување во сите основни училишта во Републиката со цел да ги истражуваме состојбите. Така да за 2016 учебната 2016 и 17 и 2017 и 18 направивме истражување и дојдовме до констатации дека говорот на омраза, физичките пресметки, вербалните навреди, тепачките се поприсутни биле во училиштата. И на крај дадовме доста препораки. Мора да се созбиваат таквите работи. А за да се сузбиваат секако дека треба мултидисциплинарно да се постапува. Не може само родителот или само наставникот. Поголема комуникација треба да има меѓу родител и наставник. Затоа што родителот, кога го праќа детето во школа, тој нема допир со детето. Сепак наставникот е тој кој треба се грижи додека детето е во школа и обратно. Во последно време јавноста е поплавена од лажни вести. Дали досега има некој поднесено кај вас представка за лажна вест и имало правна разрешница за тој случај? Не, меѓутоа тоа не мора да значи дека ние како институција не треба да го изразиме или искажеме нашиот став. Нашиот став е доста коректен по однос на тоа дека новинарите или медиумите или слободата на изразување е многу битно. Меѓутоа, тоа не може да е неограничено и за сметка да клевети или лажно да пренесува информации. Затоа што лажното пренесување на информации или клеветата се нешта кои создаваат жртви, кои прават проблеми. И секако дека на таквите новинари, на таквите медиуми, тие не може да го имаат да имаат нашата поддршка. Но има многу лажни вести, а никој не поднесува представка. Зошто? Полека стануваме, не дека само стануваат жртвите, дека жртвите стануваат имуни на таквите вести, туку и ние и другите што не тангира како граѓани ги примаме нив и сметаме дека така треба да се прима, така треба да се живее. Станува полека менталитет. Тоа е многу лошо. Дали некому тоа му одговара? Па секако на граѓаните не, а на политиката верувам да. Што најмногу ги загрозува човековите права оваа година во земјава? Често пати судството и потрошувачките услуги ги менјале местата. 2019 година се карактеризира како година каде граѓаните најповеќе се жалат на работата на судската власт. Но тука се и другите области, како што се детските права, социјалата, понатака работните односи, дискриминацијата. Многу интересно е дека ова година енормно над 50% е зголемен бројот на поплаки за дискриминација или поточно за вознемирување на работното место. Поради разни основи, каде што ние како институција тешко доаѓаме да го истражиме случајот, но тешко имаме ефект од негде 12 констатирани такви повреди, само во 3 се прифатени нашите препораки, додека во 8 други ни преостанува да ги упатуваме граѓаните да барат судска заштита. Како да нема видлив напредок во споредба со 2018 година и покрај тоа што по однос на општите препораки имаме поголема прифатеност, кај индивидуалните препораки како да стагнира
прифатеност. За колкав дел од представките што се поднесени има правна разрешница и дали сте задоволни од тој процент? Кај поединечните случаеви, ние сме задоволни затоа што успеваме од 80 до 85% од нашите препораки се прифаќаат. Тоа значи дека граѓанинот успеа да го добие или да го санира правото што му е повредено. А додека во останатиот дел не успеваме и граѓаните ги упатуваме на разни начини, поготово во судски постапки да ги остваруваат нивните права. Од друга страна, не гледам дека нешто, и покрај тоа што има одредени општи препораки за изместување или подобрување на системите, мислам дека таму има простор уште повеќе да се примаат мерките на народниот правобранител. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Уследевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.